Информациите стигнуваат до вас. Со цел да се согледаат состојбите со националните права на македонците во соседните земји и заедницата на организациите на етничките македонци протерани од Грција, денеска во Битола ја организираше втората конференција посветена на оваа проблематика. Од конференцијата уште еднаш беше упатена реакција дека човековите права на македонците се нарушени во сите соседни земји, поради што преку декларација се бара остварување на основните права и слободи на сите малцинства. Ќе испратиме овие наши забелешки, ќе испратиме до сите европски институции и ќе бараме човековите права за сите македонци, не само за македонците, туку и за сите национални малцинства кои што живеат во соседните држави, а во секоја држава има барем по едно, две, три и повеќе национални малцинства кои се на одреден начин обесправувани. На средбата присуствуваа представници на македонците од Албанија, Бугарија, Грција и Србија, а за прв пат и представници на гораните од Косово. Председателот на Виножито и уредник на весникот Зора смета дека македонските организации треба подобро да се организираат. Не сме многу координирани македонските организации ширум Балканот и ширум светот. Треба сите македонски заедници да се состануваат се почесто со цел да најдат начин како да координират понатаму. Македонското малцинство во Грција не е воопшто признаено. Постојат разни репресии, постојат разни заплашувања. По бојкотот на пописот во Албанија, македонците кои живеат таму очекуваат фер и демократски попис. За навистина да се представи Албанија она како што е и она колку и какви малцинства има во неговата држава, бидејќи ние сме граѓани на таа држава, ние плаќаме сите придонеси, ние очекуваме навистина албанската држава да превземи сериозни верки за да ни створи услови за ние да се изразиме оно кој што сме како македонци. Репресиите во Бугарија не стивнуваат со децении. До ден денес, а јас сум зафатен во таа борба македонска од 13 годишна возраст. Знаете колку значи 14 години? До 73 години сега сам. Стално, постојано нас не гневат за тоа само дека се чувствуваме македонци. Македонците кои се малцинство во земјите каде живеат бараат од Европската заедница подеднаков третман на човековите права за сите малцинства.